Кратово, сместен во грлото на изгаснат вулкан, представува еден од најстарите градови во Македонија. Постојат повеќе примери за изворот на името на градот Кратово. Името Кратово доаѓа од местоположбата на градот, кој лежи на вулканска подлога, односно вулкански кратер. Според преданието, градот го добил името по зборовите Киратова, по името на тврдината на бреговите на Кратовска река. Еве, почитувани гледачи, ве поздравам срдечно овде од градот Кратово. Екипа на телевизија Протол, поточно јас и Зоки, камерманот, сме тука и со цел да ви прикажеме што се случува овде на златните денови 2023 година, кои што се одржуваат и тоа по пети пат. По неколку години пауза, повторно во Кратово се враќаат оние златни кратовски денови. Инаку оваа приказна почна во далечната 2014 година до 2017, оттогаш со неколку години пауза, повторно во Кратово златните денови. Многу музика, фестивал составен од два фестивалски вечери. Во првата ги видовме оние македонски народни пејачи, а вечерва ние се наоѓаме на втората фестивалска вечер, каде што ќе ги видиме македонските забавни изведувачи. Ве оставам да уживате во прекрасните видео кадри направени од нашиот камерман Зоки. Кратово е изградено со типична староградска македонска архитектура и е познато по своите кули и мостови. Според некои претпоставки, во минатото во Кратово имало дури 13 кули, од кои на голема е Симекевата кула. Почитувани гледачи, како што веќе забележувате, се наоѓаме пред самата бина од петото предиздание на манифестацијата Златни денови 2023 година во Кратово. Предлагам да дзирнете што се случува овде околу бината и веднаш потоа ќе направиме разговор со еден представник од општината Кратово, кој е всушност организатор на оваа манифестација. Од 2014 година во Кратово се организира манифестацијата Златни денови. Меѓу досегашните учесници на Златните денови се составот Оџила, звездите од X Factor, вклучувајќи го и Даниел Кајмаковски, Мајд Хеджимовик, доктори Тамара, бајаги инструктори Виолета Томовска, Елена Ристевска, Владко Илиевски, Блага Петревска и Ордан Митев, Атина Апостолова настапуваа во 2015 година. Во 2016 година Кратово беше исполнето со музика од Бора и Рибја Чорба, Миле Кузмановски, Ефто Пупиновски, Катен Елитиреков, Круме Спасовски, хорот на Златно Славеч, Дани Димитровск, Тајзи и Спејко и Владко Илиевски. Традицијата на Златните денови во Кратово, по неколку години пауза, продолжува и оваа година. Мило ми е што денеска сте тука на оваа втора фестивалска вечер Златни денови 2023 Кратово.
Општина Кратово уште во далечната 2014 година креира една музичка приказна наречена Златни денови со добра музика, добра забава и доста познати екстрадни уметници. Од тогаш понаваму поминаа 5 години, значи денеска всушност оваа година го имаме и петото издание, значи чиста петка за Златни денови 2023 година. Единственото мото кој што ни беше уште кога го правевме концептот за Златни денови беше сите патишта водат во Кратово. Кратово е градот на кулите и мостовите, така и оваа година истото лого ни останува, сите патишта на 7 и 8 јули 2023 година водат кон Кратово. Целта беше една, да ги собереме сите кратовчани на едно место. Меѓутоа, не само кратовчани, може да кажеме и сите останати гости од државата кои што знаат што е добра музика, знаат што е македонска песна, знаат што е добра забава, да го искористат тоа, треба да бидат во Кратово. Тоа го докажавме ние вчера на првата фестивалска вечер, каде што ги имавме фолк звездите, и тоа Благица Павловска, Ленче и Горан Кујкич, само да се подсетам, Јордан Митев, Елена Андоновска, Душко Ѓоргиевски, Елена Јовчевска, оркестар Скопски боеми, браќа Нуне и етно состав Меле, кој што направи еден 3 блока со сплет на песни. Меѓутоа, првата фестивалска вечер ги отвори доста познатите наши кратовски тамбураши. Денеска е втората вечер, вечерта на забавниот дел, каде што првиот дел од забавата за да се загрееме ќе ги отворат нашите момци, кратовската рок група The Fenders, потоа настапува Ламбел Баковски, Нокаут, па доаѓаат Next Time и на крај Super Six. Меѓутоа, вечерта не завршува туку во до раните утрески часови ќе го имаме познатиот DJ Fox. Општина Кратово пред некој период на последната седница на Совет на Општина Кратово донесе одлука за продолжување на работното време, така да од вообичаеното до 1 час на полнок, ние веќе забавата не останува до уште плюс 2 часа, значи до 3 часа од полнок. Со оглед на тоа дека веќе имаме завршено првата фестивалска вечер која што беше вчера, како локалната самоуправа е задоволна од она што имаше можност да се види вчера? Дали секако што и планиравте како организатори го реализиравте вчера на првата фестивалска вечер? Секако, да, имаше доста посетители, доста луѓе се гледаше дека тоа се и од страна, од другите градови од Кратово, имаше доста забава, весело беше, фотографиите кажуваат тоа, видеото кажува тоа, така да и сето тоа што го докажавме вчера, денеска ќе го дуплираме. Пред малку на видеобимот, односно и веќе се уште оди во позадина, Златните денови кога овде на сцената го имавме Бајага. Се подсетуваме, ова беше мислам дека 2016 година, да. Ова приказна почна 2014. 2014, траеше 4 години, имавме 5 години за жал малку пауза и еве сега после 5 години ја правиме чистата петка, петото издание со наречена македонска приказна, со македонски естрадни уметници, со македонска песна и да уживаме уште оваа вечер со во Златните денови 2023 Кратова. Еве, почитувани гледачи, се наоѓаме во одличен амбиент овде во Кратово. Присуствуваме на втората фестивалска вечер од Златните денови 2023. До мене веќе знаете кој е овој? Нокаут. Па, кој знае, знае, кој не, пола му се простува. Со оглед на тоа дека се наоѓаме на самиот почеток од втората фестивалска вечер во Кратово, морам да запрашам како ви се допаѓа Кратово. Да ви кажам, овде сум бил приватно предходно 5-6 пати. Значи прекрасно е местово, меѓутоа овие последни 5-6 години неам поминато и има и доста работи, да кажеме, обновено, се имаат променето. Така што од секогаш ми било некако спокојно, магично и
и Тивко, убаво место. И, не знам, прекрасно, секогаш се чувствувам, енергијата ми е посебна овде во Кратово, некако се чувствувам посмирено. Еве кога зборуваме за овој крај, неодамна бевте и во Пробиштип, имавте настап многу подамно, пред неколку години. Да, пред неколку години имавме и во Пробиштип настап и чинам дека ова ми е некако прво или второ интервју, сега немој да ме зимаш за збор, второ интервју за телевизија Пробиштип и да искористам ова прилика да ги поздравам сите гледачи на телевизија Пробиштип. С оглед тоа да се наоѓаме на самиот старт, што е она што веќе со нестрпление претпоставувам очекувате да го представите овде во Кратово? Па добро, денес се разбира ќе се представиме со нешто што веќе публиката мислам дека од нас ќе го очекува. Можеби ќе отсвириме и една-две песни од нашиот најнов албум кој што треба да се појави годинава. Промоцијата ќе биде негде септември месец за нашиот четврт студиски албум на Нокаут. Меѓутоа, мислам дека вечерва ќе се дадеме во полн жар и ќе направиме да се чувствуваме сите убаво и задоволно на некој начин. Веќе го спомнавте тој четврт студиски албум кој што го подготвувате. Дали ќе откриете колку теми е во план да се појават на истото и кога можеме точно да го очекуваме да се лансира? Да, тоа не е ништо што е тајно, што би требале да криеме. Значи албумот содржи 14 песни. Тоа се песни кои што се создадени од периодот од 2014 до 2023 година, кои што ги имаме веќе поголем број од нив и пласирано во јавноста. Нашиот последен студиски албум е издаден во 2014 година, Нокаут 3, така што после него се што е создавано до денеска, одлучивме да го овековечиме некако и да го оставиме на некаков носач на звук, на CD. Планираме да издадеме и плоча, се разбира од тоа, ќе видиме како ќе биде тоа секако со печатоњево со плочиве, меѓутоа не е за тоа отом потоа. Да, потоа. Сега веќе кога си до мене, ќе искористам можноста да ве запрашам нешто приватно. По четврти пат сте татко, по четврти пат ќерка. Да. Нека жива и здрава. Да, благодарам, да се враќа кај сите со убаво, со добро, со веселби, оре и чочеци, што викаат, да си дочекаме сите внучиња, да си одат работиве поред. И да, ова е за мене четврта љубов, четврта среќа, четврта радост во мојот живот. И ете некако во мало ми викаат кај мене веќе ladies man, не знам, значи че да, па после веле мајстор иде, да, така е, така што многу сум среќен, многу сме радосни и дома и ова се поминувам сега низ тие сладки маки, значи не спиења, месец-два, знаеш како е тој период, меѓутоа знам дека ќе помине брзо затоа што времето лета. Да. Тоа е. Кога сме веќе кај семејството кај керките, една од твоите керки како полекано сигурно да заплува во музичките води. Како што велат крушата под круша паѓа или неодамна ја видовме и на The Festival. Па и сливата по слива паѓа. Види. Да, на Ди Фестивал одсвире пред неполна недела. Се одржа фестивалот, нели што се одржа фестивалот во Дојран. Презадоволна е, она навистина се занимава со музика уште од дете, меѓутоа ете во професионални води некако почна полека, срамежливо на некој начин да се докажува на македонската сцена, меѓутоа она има така некој свој филм, да кажам, и пат по кој што оди по него. Сака да се отвори према нормално пошироко према светот, пее и на македонски и на англиски јазик. Материјалот е многу интересен што го прави, што го создава, на самата твори. Јас сум тука нормално да ја помогнам. Да? Околу некој дел од аранжманите, продукцијата се разбира, тука стојам. Кај што сака она, нели, нормално да се вклучам и да помогнам. Инаку да не си фалам сега своје дете, ама кога е за фалење, добро да го пофалиш. Супер е. Ќе да прашам дали беше ти лично на The Festival да гледаш. Јас за жал не бев да го гледам настапот на Мија, кај што настапи она со својот бенд во Дојран. Од
едноставна причина и професионални причини затоа што имав јас настап на друго место истиот ден. Така што не знам, не сеќавам кај бевме, тука е менаџерот во Прилеп бевме истата вечер. Да, така што за жал не стигнав, меѓутоа ја знам и го пратам развојот, сум бил и на дел од пробите кои што ги прави со бендот и периодот кога го создава бендот, така што не се сомневам дека било она е, пошто ми вика, ало тато, презадоволна сум, продадов сите мајци, продадов се што имаше, дојде публика, не слушаше, одлично одсвиревме, така што супер. Одлично, да се навратиме повторно на Кратово, на златните денови. Да. Еве за крајот разговор што ќе им препорачаш на Кратовчани вечерва и воедно и на останатите гледачи кои што следат програмата Па, на на Протол. Кратовчани можам само да им препорачам да сте тука вечерва. Да сте тука вечерва заедно со нас, затоа што ќе биде прекрасна вечер. Златните денови во Кратово, чинам дека е ова пети пат Да. кај што се одржува во Кратово. Ние сме за прв пат во Кратово со оваа првата постава и ќе си поминеме сите одлично. Јас сум воодушевен од местово. Прв пат имав прилика, сега идеме прошета, да кажеме со професионален водич, да ни раскаже многу работи околу историјата на Кратово, околу тоа што се случувало, од кога датира Кратово. Така што генерално вечерва би требало со таа наша енергија која што ја носиме во себе да ја предадеме на публиката и публиката да ни врати со аплауз, со најголемата награда што ја заслужува уметникот и музичарот. Vidi dušička, ona što prijatelj ja, ti bi se bila, ne ti koleno, to plaćenje, što provereno, ajde više više, da mi dani za mene, čalo imame da čuvate, si zajedno, ja si ti, ma sakaš li ja si ti, zajedno odgovori. Еве до мене се наоѓа Ламбе, кој што и тој е вечерва дел од петите поред Златни денови 2023 кои што се одржуваат во Кратово. Морам да те запрашам, дали за прв пат си овде? Во Кратово? Да. Не. Ова ми е, мислам дека трети или четврти пат во Кратово да настапувам. И секогаш посебно доживување Кратово. Да? За мене, да. Твој коментар за самиот град? Па Кратово си има една своја душа, не знам, така ме потсеќа малку на Крушево искрено, баш тоа коментиравме со колегите. Многу секогаш кога доаѓам поубаво и поубаво ми изгледа, посредено. Гостопримливи луѓето, што да кажем, убаво си поминуваме. Потекнуваш од музичко семејство. Да. Потекнувам од кога знам, од сите генерации кои ги знам, од баба ми, дедо ми, татко ми, стриква ми, сите се занимавале со музика. Музика и ти ја продолжуваш онаа традиција. Па да, се надевам и дека некој од моите синови ќе ја продолжи, што и не мора, но Да. Што е во план да отпееме вечер овде во Кратово? Па вечерва ќе пееме мои песни, моите најголеми хитови, имаме доста колеги, групи кои ќе бидат вечерва тука. Немаме многу простор за музицирање, но најдоброто, есенцијата ќе извадим. Оган да гори е твоето последно музичко парче. Да, Оган да гори е преработка на песна која ќе се најде на еден проект кој се вика Македонија во срцете носиме и ќе има 12 песни, преработки, ќе има исто така и концерти низ градови. Да, нешто најсвежо е тоа што го сработивме и што е во етер. Ништо да ново да не се крачка на музички план, некоја нова песна, музичка номера? Па да, имаме некои 2-3 нови песни кои се работат.
Исто така работиме на една песна за серенада на Ектаа серенада во Битола, каде што исто така се возобновува фестивалот после долги години пауза. Работиме турбо, да кажам. Што да кажам, имаме Ектаа серенада, потоа следува исто така и Макфест и така. 7 години не беше во Македонија, беше надвор од земјава. Како помина таму и што те натера повторно да се вратиш кон Македонија? Ова 100 пати сум го кажал од кога дојдов, ама и накратко ќе повторам. Да, скоро 7 години не бевме тука. Физички не бевме тука, со срцето секогаш сме биле тука. Што ме натера да се вратам? Па една од многу причини кои ме натера да се вратам, јас и моето семејство, е дека сакаме своите деца да ги одрастиме во сопствената земја од каде што потекнуваме и во својот народ. Една од многуте причини. Еве, минатата година одек на она информација околу клубот. Еве, ваш коментар сега после толку време. Па мислам дека излишно е веќе да се коментира за седо тоа и не би дал никаков коментар за тоа. Во ред, еве да се осваниме на музиката и поздравиме нашите гледачи со некоја рефренче од нека песна. Па Малку имаме музика. имаме друга музика во позадина, да. Ајде, то на море од солзи, солзи на љубовта, горе на небо со звезди, те сакам пишува. Ова песна мислам дека победи на најдобар избираме најдобра звезда во 2004 година, ако не беше ли најдобар талент, како беше шоуто. Ова песна беше на избор за Евровизија. Да. Да. А таа беше Спасиме, една друга сосема песна. Да. Океј, ти благодарам за интервјуто и ти посакувам пријатен представ овде вечерно во Кратово. Море од солзи, солзи на љубовта, горе на небо со звезди, сакам пишува. Vreme gula, pa se kada, koji se zbog, za nisi te
Еве до мене се наоѓаат членот групата Next Time, кои што и тие се вечерва дел од петите поред златни денови кои што се случуваат овде во Кратово и тоа во два фестивалски вечери. Се наоѓаме во втората каде што оној забавен дел, претходната вечер беше народниот. Како чувствувате да се биде во Кратово и да се биде дел од овие златни денови? Искрено да ја кажам, многу одамна настапувавме, мислам дека 2008 не беше првиот настап како Next Time во Кратово и од тогаш па нааму не сме имале прилика да настапуваме и еве после 15 години доаѓаме и ќе се представиме со нели со нашиот бенд, со Никола Мицевски, Боцен Синтезис и ќе ги изведеме сите оние преработки што ги правевме изминати 8 години. Така да убаво е, сум бил нели нормално како еден од побавите градови во Македонија. Нормално е да дојдеме да го посетиме, но музички, еве, денеска сме тука. Ја спомнат 2008 година, ако не се лажам дека и таа година настана Next Time, или сум во грешка? 2008 настанавме, да, мај месец, така да оваа година мислам дека или претходната пуневме јубилеј, така да, добро. Иве, кога се вративме веќе во 2008-та, во 2009-та беше вашиот прв концерт, а во 2022-та, поточно минатата година, пред Нова година се случи вашиот втор концерт, така? Па да, вака, мислам дека 2009-та да беше концертот во Универзална сала. За тоа време беше нели Универзална сала едно од поубавите и поголемите места. После се дигнаа сите тие сали, така да сега после долг период направивме втор голем концерт во Јанесен Дански, каде што имаше многу поише публика, но добро со тек на годините и кариерата како зрееме, нормално е да ја пренесеме таа публика што имаме поголема стана на поголемо место. Често пати се случува да ја преферирате она преработка на старата македонска народна песна. На што се должи сето тоа? Па добро, тоа се должи пред се на инспирација на љубов кон татковината, патриотско чувство во нас и тоа е едноставно мислам дека беше момент кој што Стефан како вокал го му се роди, па влеговме во студио, почнавме се излезе Ѓурѓо за после тоа да влезем после 8 години и искочи нашиот албум под наслов Мајка. Тоа едноставно во Македонија имаме преубава музика што мислевме дека треба да се оживее и да се врати помеѓу помладата публика. И мислам дека успеавме да допреме до со секој дете, до секој човек без разлика на години. Која е најбарана песна од овие преработките кои што ги правите во последно време? Најсакана, еве, кога едноставно ја пеете, публиката се пали, односно во воздух оди. Па добро, видете, за нас некако ја излези Ѓурѓоне покрај онаа кариера поп музика што правиме авторска, ја излези Ѓурѓоне дигна многу погоре, така да ние едноставно ја гледаме како дел од нас и како наша химна, а и химна на многу луѓе во Македонија. Така да мислам дека луѓето на неа највише реагираат, но тука се и другите песни кога слушам кај шумат шумите, кога падна на пирина, нешто ќе те питам бабо и ред други што се во албумот, што луѓето можат да ги слушнат, нели? Ќе слушаме дел од нив вечерва, веќе за кратко и одите на сцената. Да, ќе го слушнете поголемиот дел од материјалот, впрочем и тој албум ќе го промовираме, нели? Тоа е поентата на албумот, да се промовира на секаде низ државата, па и надворот од Македонија. Така да, ете, имавме неколку концерти, тука сме вечер во Кратово, се надам дека супер ќе поминеме и така. Веќе ти го спомна последниот ваш албум Мајка, дали веќе се подготвува и ново музичко остварување? Па, мислам дека со проектот Мајка го зацртавме, го заокруживме сето она што сакавме да го кажеме, но оставивме простори сега како што поминува време да некои други песни како на Леј, како Море сокол пие, да видиме дали може нешто да преработиме, но нема да бидат тие од овој стил на ќе бидат поише како аудио изведба, ќе направиме на официјална без спотови и такви работи, колку да имаат луѓето да видат некоја така како звучи и студиски.
Како младите ја прифаќате ова преработка на старата македонска народна песна? Одлично, мислам дека да, и тоа нас не праќа мене и Стефан, па и Никола Мицевски кој што постои позади сите аранжмани. Среќни затоа што целта и поентата на тоа што го создадовме, го постигнавме. Младите да ја слушаат оваа музика, да се побуди кај нив едно патриотско чувство за државата и да не се забораат песните, затоа што држава се гради со култура, спорт и слично. Како сте задоволни од последниот албум, како проаѓа помеѓу публиката? Супер, да ви кажам искрено, дури не очекувавме да се распродае во голем број. Бевме и неодамна во Австралија и таму гледам дека луѓето перфектно го прифатија тоа што го направивме, така да мислам, ајде да не давам ја оценки, неблагодарно е. Се надам дека публиката на самиот оние социјални мрежи си го има кажано своето. Океј, ти благодарам за разговорот и ти посакувам пријатен песто овде во Кратово. Почитувани гледачи, веќе препознавате за кого станува збор. Пеце од Супер Хикс, можам да го најавам и како домакин и како гостин, бидејќи потекнува токму од овде крај, поточно од Кратово. Домакин, да. Како чувствате да се настапува дома? Па, види, јас сум кратовец по татко, по чичковци, по баба ми, по дедо ми, Диме Калајджија, кои што се сеќаваат по старите кратовци и така натаму, така што ми е доста емотивна оваа средба тука и овој концерт кој што ќе се случи вечерва, затоа што ова е практично, верували или не, прва официјална свирка и настап на Супер Хикс во Кратово од нивното постоење. А следната година правиме 30 години, па сега ти види. Само еднаш имаме настапено тука пред домот на културата и тоа беше некој хуманитарен настан на мое инсистирање. И ова е практично прв официјален настап на кој што вечерва ќе настапиме и многу ми е драго и возбуден сум и ќе направиме некои интересни работи вечерва. Може да те запрашаме, кое место тука од Кратово така ти буди некој спомени од детството? Сега зборував, тука лево во оваа заначиската уличка, за жал тука за нечи повеќе нема, умре таа гранка некако во Македонија, меѓутоа имаше клакерджилница. Јас од Скопје кога дојдовме, не ми беше јасно дали постоја оние на точење сокови кои што се продаваа низ Скопје, клакери. Не можам да се сетам дали некаде се продаваа во 80-тите, меѓутоа тука имаше стар чичко, не знам, дедо практично во тоа време, не знам како му беше името сега, нека ми простати фамилијата да поздравам негова ако не гледаат. Имаше клакери и ќе се зигравме тука по сокациве, ќе дојдеме испотени и еден клакер ладен кој ќе го дупне со тоа таквото дрвеното. Тоа ми е спомен од детство онака. Еден од многуте кои што ги имам од Кратово, а сме фаќали риби под камен во Кратовска река малку подоле, кај што се бавчите. И тоа е интересен спомен. Ти веќе спомна, следната година одбележувате 30 години. Еве, кој е патот за да се толку време
опстои на музичката сцена во Македонија, бидејќи со кого и да разговарам, не е баш сјајно овде во Македонија за музика. Па не е сјајно затоа што сме првенствено мал пазар, некако работите не се движеа во насока на тоа да остане онака популаризирано оној поп-рок на кој што му припаѓаме и ние да речеме. Тоа беше некако далеко популарно некаде во 2000-тите кога се појавивме ние со нашиот прв албум. Чекај викам каде бе малку, трнлив е патот, како да ви кажам, ама ако сте решени, упорни и ако се решите ова да го работите, тогаш моја девизија и ја помладите бендови вообичаено така ги карам, треба да се држат до тоа и треба да бидат упорни. Знаеш, додека не ги поминеш, не знам, ние што се немаме поминато со Суперхиксот, спиење по комбиња, патување илјадници километри, Берлин, Франција, Германија, Словачка, најголемите фестивали, големи имиња и така и натаму. Тога кога ќе го поминеш и ќе поминат години, тогаш може да каже дека си изградил во некој, да кажеме, докажан артист, ајде, не знам, пријатно смени е тоа. Така што не е лесно, меѓутоа од друга страна е нешто што ти исполнува. И ако си се решил тоа да го правиш и да бидеш среќен, тогаш ќе го правиш. Дали подготвувате на кој начин всушност ќе го одбележите овој јубилеј 30 години постоење со некој голем концерт или? Имаме многу планови да ти кажам, ама ќе видиме колку средства ќе најдеме за сето тоа. Најпрво да го завршиме албумот кој што е 70% веќе готово, што тие некои 4 песни да ги довршиме, да ги доснимиме, да ги издадеме. Планираме винил, планираме CD, планираме промоција, планираме 20 години одбележување на албумот Румано со некаков настан мал, планираме голем концерт другата година во Скопје, затоа Скопје оваа година многумина ни се јавија, не го свириме. Планираме изложба со со оние плакати кои што ги имаме низ годините, кои што се однесуваат на концертите на Суперхикс, планираме документарец, планираме изложба, планираме многу работи, ама ќе видиме што ќе испадне на крај. Во секој случај март 2024 година 30 години Суперхикс од првиот настап. Одлично. Инаку по професија си професор по руски јазик. Да, Каде е спојот музиката, како настана музиката во однос на професијата? Па нема спој. Јас паралелно се занимавав со музика, бендот го оформивме уште во средното училиште, јас, Кечо и Борче, сегашниот се уште китарист на Суперхикс. Кога бевме втора или трета средна, значи сме имале 16-17 години, во тие години човек не знае едноставно на каде ќе тргне. Јас се запишав по средното училиште на филолошкиот факултет. За чудо никој не веруваше дека ќе бидам добар студент, затоа што бев тапа како ученик. И за чудо го завршив и тоа со одличен просек 8,3. Меѓутоа некако не знам, влегов во музичките води, се задржав тука со Суперхикс. Се сконцентрирав на она што го работиме со Суперхикс и остана така некако. Знаеш, имав некои понуди во животот и со рускиот да се занимавам, ама сега си го практикувам, вака си разговарам. Доста актуелно и ова со среќавам и руси и украинци сега со воениот конфликт, па ги има и низ Македонија и доста често практикувам и гледам да си ја вратам лексиката назад, знаеш, некогаш го говорев доста добро. Може да наречам Слободник како колега, бидејќи еден период се појави во неколку радија, ти имаше, пишуваше колумни. Не само радија, јас бев до пред година дена во Capital FM и Urban FM, скоро 2000 изданија на ПЦТК, претходно Live радио, претходно Радио Равел, бев дел од пулсирања во тие некои тамо крај на 90-ти години, неколку години, па потоа имав една емисија на МТВ, до крај се викаш, имав и колумни и за Време, и за Дневник, и за Антена и така натаму. Значи, каша попара, вака, кој ќе земе човек што се сум работел во животот, така му доаѓа некако. Добро, да се навратиме на музиката, на Кратово, на златните денови. 30 години се веќе зад вас. Дали би одвоиле некоја музичка тема која што е најбарана од страна на вашите фанови од досегашните ваши направени музички теми? Вчера бевме во Штип, имавме одличен концерт, за жал малку време не поремети, ама Штипјани се покажаа како доста вака тврдокорни фанови и останаа на дождот до крај. Песните кои што поминува така беше вчера, вообичаено се или Оптимистка, Африка, задолжително, Раде, Тоа не сум јас. Мислам дека тоа се топ 4 хитови на глупави песни, да не ги заборавам. Значи тоа е глупави песни, практично беше една песна што нас не вивна малку подалеку од она што се нарекуваше претходно underground, каде што бевме. Тоа се тие теми кои што се пеат и ден денеска и мислам дека ќе се пеат и кога ќе не нема. Го спомнавте Штип, неодамна бевте во Проби Штип, имавте настап пред неколку години. Па не е баш неодамна, има добри 4-5 години. Знаеш каква анекдота имаме поврзано со тој настап во Проби Штип? Ова е лудило. Ова веројатно ќе се најде во некоја книга или во документарецот. Тргнуваме за Проби Штип, другиот ден свиреме во Созопол, во Бугарија на фестивал. И моето возило го вози братно на Гоце диџејот од Суперхикс. Ние возиме со комбе напред, треба да го врати беклајнот, опремата, појачалата назад за Скопје, ние да продолжиме на фестивал. Му го давам ключевите, му го давам возилото и му викам, пази само немој по пат некоја срна да удриш. И човек го удри срна по пат. Ова не е лага, ова е жива вистина.
Имаше крв напред, но викам, па како е ова можно да се случи? Така што имаме доста интересна анегдота поврзана со тоа патешествие. Во Пробиштип и за жал само еднаш сме биле во Пробиштип. Да се надеваме дека И се надеваме сега поминуваме, се надевам дека ова знаеш ова со Кратово е многу добар пример, се надевам дека ќе го следат и останатите помали градови. Знаеш вообичаено помали градови па немаме буџет, не ќе си најдете буџет и помалите градови, си најдете спонзори и ќе ја промовирате македонската музика и македонските артисти, уметници, филмови, што и да е. Мора да го вратиме Македонија на вистинскиот културен пат бидејќи ова турбофолкот не потепа малку. Забавата до раните утрински часови продолжи со познатиот диџеј Ерик Фокс. Еве се наоѓаме во Кратово на Златните денови. 5 година пред како се организира оваа манифестација, по оној, би рекол, финиш на некој начин, на втората фестивал за вечер, кој ги гледате дома на Ерик Фокс или Кире, како на Кире, генерално Кире, и тоа како Ерик Фокс не знам да познам Кире како Да, особено тоа за кратко време да се пише подиумот, што планираш да го следиш. За вечера имам подготвена програма претежно со македонски песни. Многу од песните ќе бидат во мои ремикси и од мои колеги исто диџеи, така да се надевам да се допадне програмата. Бидејќи ќе бидат наши македонски песни во помодерна верзија. Еве ке наравно занесат на вашите почетоци кога поедно на некој начин да подувате во музичките води, многу ми да може би не знаат, Почнав да свирам на 77 година и активно свирам до 90 година. И бидејќи се
Скопје почна да работи на Антена радио и за тоа не може да продолжи. Се уште комуницираме да работиме со телевизија. Некогаш и тоа со генерално да се определят на диджејската. Антена, казвам за учење каде те веќе како настана преступност на Антена и диджеј? Јас работев во радио Гевелија од 87 до 90 година и имав некој си радио помош. 93 година беше септември месец, кога се пристигнав во Скопје прв пат и разлика јас нема да ходим и 94 година се отвори Антена под радио, значи оваа година 30 година Антена, 10 година. И до ден денеска сум таму. Поминавме многу добри работи, прекрасно искуство за 30 години, многу дружба, многу настани, многу случувања, прекрасни спомени. Меѓу време и со името живеше од академска предача. Да. Мојата менеджерска кариера започна 2007 година да спомнам беше проект. На некој начин мислам тогаш што се роди идеја може да не ќе да се него мислам да постигнем спектакла да се и како ја се почна работа беше така. После тоа работата со Тарабунов, со Димитар Антоновски и со Симона Пешевска са месенџерс и дефинитивно е тоа моје прекрасно искуство. Што е може да очекуваме следно на дуетот со Симона правеше? Едноставно само по себе прекина, бидејќи направивме песни, имавме настапи, учествувавме во младите фестивал таму, специјални гости. Меѓутоа, поради домашни образки превеќе Симона нешто рече. Не, едноставно направивме пауза, што не значи дека не прекрасни пријатели со Симона. И сакам да ја поздравам да го и се надам дека повторно може да направиме во блиска година нешто ново. Ствари ние спремаме дека нешто индиректно прештопуваме, меѓутоа кога ќе дојде време ќе го објавиме. Рекавте дека вечера ќе мислите дека ќе кампања да слушаме ваш лично коментар за искрено да ти кажам многу тешко да решим. Може би заради тоа што сум малку припадам на постара генерација, да кажам дека правецот во кој што се движи музиката генерално во светот, мислам дека за мене не ми се добро. Мислам дека сета она технологија која што ние на времето ја постапувавме да ја имаме, сега ја имаме, го направи можеби спортивниот ефект на некој начин. Мислам дека се помалку се цени квалитетна музика и се меша квантитет со квалитет. Се среди се уште имаме групи бендови кај нас кои што го негуваат тоа што е истинска музика и се надам дека ќе продолжиме, докато во светски рамки мислам дека музиката губи на квалитет. Нема више белита кои ќе беличините како Майкл Джексон, Джордж Майкл, со така луѓе да се тоа е за мене една голема трагедија во музиката. И се надам дека новите генерации кои што доаѓаат пејачки повеќе ќе знаат да ценат што е вистинска музика и во кој правец да се предават и што повеќе да се ценат талентите кои што излегуваат во нашиот многу таленти и машки и девојки кои што знаат прекрасно да пеат, кои што за жал нема чувство да излезат на површина. Кај нас има многу малку избори на таленти кои што може пример да бидат видени од публиката, да настапат, да се презентираат. Мислам дека тоа треба да го има што повеќе. Во последно време забележувам последните неколку години събарите се тича и да изолираат полека, како да се појавуваат целиот шири свет и во диско култури. Тоа е, да кажам, може би како тренд повеќе, бидејќи луѓето повеќе може би интересно е некој да гледат како бенд цела. И тоа е нормално за мене. Мислам нормално, јас сум свирал во бенд и знам дека тоа е нормално. Некојаш во кафичка сака да свири жив бенд, некојаш сака диџеј. Се ствар на вкусот, како тоа што сака публиката едноставно. Мора да им се презентира тоа што сака публиката. Да се работи. Собствено, да се живее во Македонија диџејство? Па да, генерално да. Меѓутоа не е како што беше во наше време. Не е како што беше, мора да кажам дека во наше време беше многу, да кажам, по-гламурозно се.
Значи, диджеите бяха големи звезди тогаш на времето, во наше време. И сега дали ради тоа што може би се појави премногу диджеи да нарекаме технологијата. И сето тоа е супер, меѓутоа да се биде диджеј за мене не значи само да се знае да се пушта музика на компјутер. За мене има неколку диджеи кои што не сакам сега да ги кажам, кои што ми се лично пријатели, меѓутоа сега да не ги кажам кои што се прекрасни дечки. Значи, неколку од тие сум им помогнал, сум учел на некој начин и многу ги ценам и ги почитам и тоа се за мене вистински диджеи. Значи, едно е да се биде диджеј на права смисла на збор, друго е да се биде човек кој што знае да пушта музика за, например, завода, и во денешно време за да бидеш диджеј треба да бидеш и продуцент. Значи треба да знаеш да креираш музика, да правиш своја музика. Такви се многу малку кај нас. Јас ги охрабрувам сите диджеи кои што сакат да се бават со оваа работа, кои што не желат ова да го работат, значи да научат нешто барем во врска со музичка продукција, да пробат сами да стварат дел, сами да прават. Сега барем лесно, бидејќи технологијата отиде на толку напред што доволно да се направи некој ремикс на некоја песна, позната песна која што може да ги извади на површина, да кажем, и да станат звезди. Како што тоа го прават неколку наши диджеи од Македонија кои што не сам имам огромен респект. Имаш направени некои ремиксови на некои македонски музички песни? Да, имам доста песни. Прва песна која што направив ремикс беше "Не зори зора" на Владо Јански. Не знам која година точно, не се сеќам, ама многу рано. Беше знам дека веќе уште го стара до студија Генапет и таа беше прв ремикс кој што го направив и беше и од тогаш продолжив таа работа и сам ја сакам таа работа. Jednostavно, секогаш што бидам време сум дома на компјутер и правам нешто. Се допада. Вечер ќе пуштам дело, тие песните кои што вече се надам дека се допада некаде. Така што имаш така видим нешто средно од тебе, некој нов заеднички спојување како музички бенд, музички пејачи. Како конкретно како проект за сега немам ништо официјално, меѓутоа направив некои ремикси на Next Time и песната мене на Дипломица, исто така. Така да се надам дека ќе направам понатаму, имам по план за работа со други се групи. Повеќе сакам во моментов ни предизвик нашата македонска етна музика, кој што би направил нешто во модерна верзија, сакам да направам ремикс на нашата македонска музика. Тоа е нешто што ми држи нас. Мислам дека тоа е оно основното што треба да се го почитуваме да го недуваме. Сето оно друго што го правиме, окей, тоа е за пространството, и тоа за нас мислам дека сепак треба да биде малку патриоти да се цени нешто. За прва се Кратово и кои си импресиите од Не сум за прва Кратово. За Кратово бев пред дали 13, дали 14 години, не се сеќавам како се викаше патичето што пушта музика и прекрасно се помня, знам тогаш. И знам дека тоа беше прекрасна пастормајлија која што се надам дека вече не проведам. И секогаш кога доаѓа прекрасно се знам дека ќе биде да се многу добро расположени и секогаш се расположени за добра забава и се многу позитивен. На фестивалот во Кратово сретнавме голем број на фестивалџи и го искористивме нашето присуство, поразговаравме со нив. Еве како сте задоволни од златните денови овде во Кратово? Искрено многу сум задоволна, многу сум возбудена за вечерашната програма, многу ги сакам нокаут, Супер Хикс и останатите извидители. Си од Кратово или? Не, јас сум од Прилеп, татко ми од Кратово, па така се поврзеа да ги посетиме и баба ми, дедо ми и така. Дали денес е првиот ден како сте во Кратово или вчера бев? Бев од средата јас тука сум дојдена. Да се спомнам тука малку. Кои се импресиите од вчерашната прва фестивалска вечер? Па искрено не сум многу по таа музика, но сепак беа одлични сите што пеа, мислам си ја знаат нивната работа. И сега со нестрпление очекуваш да ги видиш next time? Нокаут повеќе, да. Останатите? И останатите секако, но сепак за нокаут. Како се допаѓа Кратово? Молам? Како ти се допаѓа Кратово? Ами, многу ми се допаѓа, идам овде веќе 17 години. Еве здраво, кажи ни како си викаш ти? Владимир сум ја. Владимир од Кратово си? Од Кратово, да. Вчера беше на првата фестивалска вечер? Да. Како помина? Добро беше. Кој ти се највеќе допадна? Како се викаше па? Јордан Митев, Благица Јордан Митев. Да. Јордан Митев. А вечерва, што очекуваш? Овај бандо, New Band, Next Band. Одлично. А како се допаѓаат златните денови? Добро. Прв сладни сега на мене. Да? Дали сакаш повторно да има следната година? Да. Како ви се допаѓаат златните денови овде? Добро, фино иде. Од Кратово сте? Да. Вчера бевте на првата фестивалска вечер. Кој најповеќе ви се допадна? Најубаво, вчера.
Кој навика ви се допадна од пејачите? Сите. Хит, А вечерва, дали имате некој? ќе видиме. Здраво. Како ти се допаѓаат златните денови? Па супер, Супер, од Кратово си. да, Вчера беше на првата фестивалска вечер. да. Кој најповеќе ти се допадна од пејачите? Па сите. Сите. А вечерва кого сакаш најбрзо да го видиш? Најмногу па Муви се овде да. многу Лампе, така. клапи, Да. Дали сакаш и следната година повторно да има златни денови? да.